Градот Скопје денес промовира нова мерка во борбата со аерозагадувањето. Имено за прв пат во историјата на градот се распишува јавен повик за субвенционирање на инвертер клима уреди, како и други современи уреди за затоплување на домакинствата. За секој купен инвертер клима уред, секој заинтересиран граѓанин кој што ќе ги исполни условите во субвенционирањето, ќе има можност да добие половина од вкупната вредност на уредот, но не повеќе од 15.000 денари. За оваа намена во буџетот на градот предвидовме 20 милиони денари, а тоа значи дека најмалку 1300 домакинства годинава ќе добијат можност ефтино да ги затоплуваат своите домови, водејќи грижа за намалување на аерозагадувањето. Оваа мерка има за цел да ги мотивира граѓаните кои што ги загреваат своите домови со печки и користат огревно дрво, нафта или други скапи и нееколошки енергенси, да ги заменат со далеку поевтините и поеколошки инвертер клима уреди и други современи системи за затоплување. Предноста на инвертерите во однос на обичните клима уреди што трошат 30% помалку електрична енергија и повеќе од 50% ги намалуваат трошоците во однос на грејењето со огревното дрво. Нашите анализи покажуваат дека интересот кај граѓаните за набавка посовремени уреди за затоплување е голем и заради тоа одлучивме преку субвенционирање на овие уреди да ги намалиме трошоците на сите оние кои што ќе одлучат или ќе се одлучат за ваков тип на затоплување на својот дом. Имајќи во предвид дека затоплувањето на домовите со нееколошки средства има најголем удел во аерозагадувањето во нашиот град, верувам дека ова е права мерка што полека ќе го доведе Скопје на прав пат. Субвенционирањето на инвертер клима уредите заедно со субвенциите на печките со пелети се од големо значење како едно од побрзите решенија во спроведување на до спроведување на процесот на гасификација, кој што бара време за разлика од овие решенија да стасат до секој дом на нашите граѓани. Убеден сум дека оваа мерка, заедно со останатите мерки кои што досега ги превземавме во рамките на нашите надлежности, ќе значи еден чекор повеќе во борбата на Скопје, во борбата на скопјани со аерозагадувањето. На крај дозволете ми да потенцирам дека оваа битка ќе добиеме само ако секој од нас се откаже од своите секојдневни навики и од секојдневното поведение. Аерозагадувањето е битка на секој, градот треба да предначи во таа борба. Благодарам.